Намалени се очекувањата за економски раст од 3,9 на 2,9% годинава, стои во најновите априлски проекции на Централната банка. Инфлацијата пак со драстичен раст од 8,8% годинава. Причините се пролонгираната војна во Украина и постефектите од пандемијата, поради кои цените на храната и енергенсите се вивнаа нагоре. Трговијата забави, финансиските приливи се намалија, исто како и довербата на инвеститорите. Народната банка има и така наречено црно, односно попесимистичко сценарио, кое предвидува во случај оваа состојба да продолжи подолго, економијата да порасне за само 1,9%, а инфлацијата да достигне 9,8%. Порастот на цените се очекува да забави во втората половина од годинава. Првата половина од оваа година би се достигнала највисоката годишна стапка на раст на инфлацијата, а постепено таа би забавувала, но умерено до крајот на годината. Причините за тоа се очекувањата за движењата на примарните производи. Ние сме нето увозник на храна, кај енергија, секако кај сите енергенси, и оттаму примарните цени на светските берзи се од клучно значење за движењето на инфлацијата и кај нас. Загриженост предизвикува и драстичниот раст на јавниот долг, кој во моментов колку толку се држи во зоната пониска од 60% од БДП. Гувернерката посочува дека е неопходна фискална консолидација на среден рок. Смета дека треба да има помош за граѓаните и стопанството, но неопходна е предпазливост со фискалните мерки на владата, бидејќи тие се финансираат од заеми кои се поскапи на меѓународниот пазар. Во услови на помал економски раст и притисок врз корпоративниот сектор се разбира дека има потреба од фискални мерки за поддршка и ублажување, но она што е многу важно, тие треба да бидат добро таргетирани, да има дефинирано јасни приоритети, рационално однесување, елиминирање на било какви непродуктивни трошоци со цел да се создаде простор да може фискалната политика да им помогне и на граѓаните и на компаниите за да го ублажат ударот од овој нов шок со кој што се соочува. Во очекување Европската Централна банка да ги подигне каматите нагоре, условите за кредитирање ќе се заострат. Дали ќе има ново зголемување на основната камата ќе покажат анализите на НБМ. Според Централната банка, притисокот врз цените треба да спласне до година. Инфлацијата би требало да падне на 3% во 2023, а од 2024 натаму да се задржи на стабилно ниво од 2%. Економијата пак би требало да се зголеми за 3,6% до година, односно за 4% во 2024.